Како што може да видите, денес од насловот ќе работиме за определување на процент. И оваа тема ќе ја завршиме за 3-4 часа. Идната недела, како и секој ден ќе правиме, ќе имате квизови кои што треба да ги сработите. Па за оценувањето, полека. Среќа што ние имаме описни оценки и ова тромесечие како претходното. Би требало да е нешто полесно. Молам? Дали денеска пак ќе имаме квиз? Не, душо нема да имаме. Сакате? Интересно ви беше? Ако сакате да го играте квизот, ќе го имате како задача. Ќе ви го поставам во групите за да си го играте ова и претходниот колку сакате пати. Добар ден. Значи сите квизови што се наоѓаат во тимовите, можете да ги играте и покрај тоа што ќе ви пишува дека резултатите што ќе ги добиете се покасно од потребното време. Достапни ви се, можете да ги работите кога сакате. Дали е јасно тоа? Значи се што е таму може да го решавате. Дали се слушаме, дали ме слушате добро? Да. Одлично, добро. Мола? Дали ќе играме како денеска? Не, душо нема да играме денеска худ. Денес ќе завршиме, еве сега точно 14 часот. Ќе почекаме уште 5 минути, слободно прашајте меѓувремено ако имате нешто. Ако нешто не ви е јасно, па ќе видиме што можеме да направиме. Жежоска ме интересира дали е приклучена, оти нешто пиша дека некој од задачите не е била јасна или грешна, нека кажи што точно. Дали е тука Жежоска? Да. Ај, повели душо, кажи што беше тоа? Ако можеш, ако не можеш, напиши во четот слободно. Ако не можеш да зборуваш, не се замари воопшто. Ајде. Од квизот множење на децимален број кој содржава 10, имаше на задача, беше 14, мислам беше. Не знам како се решава. Вака, запиши, ја имаш запишано задачата на страна? Не знам. Вака, ајде, додека не сте почнати за овие 4 минути. Пробај да ја најдеш во тимовите задачата и напиши ја и со незе ќе почнеме денес со часот, во ред? Ако не остани после на крајот од часот, ќе ја разгледаме и ќе ја најдам јас за тебе. Ама пробај сега да ја најдеш. Ако можеш. Ајде. Значи имам уште 2 минути. Еве ќе ги исклучам микрофоните на сите. Слободно некој ако сака да кажи нешто, слободно нека се приклучи. Значи добивав барање за да ги отстранам од мейлинг листите некои што не сакаат да ги слушат. Бидејќи се поприлично 220, не може да ги пребаруваме еден по еден, па слободно нека не се приклуча тој што не ќе. Наставниче, Повели? мене не ми е јасно како цел број да претвораме во децимали. Од цел број? Например, кој? Да. Кој, например? Пример 4, 32, 100. Ајде, вака. Добро, запиши го прашањето. Од јас се... Наставниче, јас не можам да најдам задачата. Добро, ќе ја најдеме после заедно, јас ќе ја најдам од квизот. И ќе ја дискутираме. Не задача како квиз решавање туку. Добро, запиши ја некаде, еве сега ги веместам како посетители, за да имам евиденција. Имам уште 4-5 мина.
Кога ќе ги наместам, ќе почнеме со твојата задача. Запиши ја некаде настрана, памти ја, ќе ми ја кажеш и со неја ќе почнеме денесот и ќе ни треба тоа многу денес. Поред? Сега во моментов ве местам сите гледате, ќе добиете информација дека вашиот статус се променува. Ве правам посетители, за да имате право да споделувате содржини од вашите компјутери или вашите телефони. Значи имам уште некој. Оди малку бавно затоа што еден по еден, ама ќе стасаме до 14:05. До почетокот, се надевам. Дали има некој меѓувремено што не е приклучен? Мислам дека сите се релативно брзо ви оди приклучувањето. Станавте вешти и можете побрзо да се приклучувате и всушност и не е ке колку тешко. Се надевам дека од понеделник натаму со повеќе наставници ќе го имате ова, барем тие што предаваат во 6-тите оделенија, затоа што вие сте внесени со име и со презиме и многу подобра контрола има за оценување, за работа, за администрација, за се. Уште 4 имам и почнуваме со часот. Наставниче, Повели? зошто вчера кога игравме Кахут Така? и кога требаше на прашањата да одговараме со ние да напишеме Така? требаше. Зошто наставниче тие сите точни ми беа, а сите грешни ми? Сега тука добро прашање, затоа што зависи со каква тастатура, односно со каква подршка тоа го пишуваш. Значи на телефонот, тоа е разликата што вообичаено не можеме. Значи јас го пишував и на латиница и на кирилица, и споено и доближено. Ама не е толку страшно, затоа што ние тогаш учиме. Разбирате, оценките се над превареда, многу ни е битно тоа, ама немојте да се секирате толку многу. На квизот ќе ви го споделам после за сите да го имате. Значи вие вежбате тука, учите, не е толку страшно. Оти ги имате одговорите, можете во секој време да ги видите. Разбирате? Таман ќе бидат напишани. Ако сте точни вие, може јас сум го сгрешил при правењето на квизот. Значи не е толку страшно. Еве дечки, сега почнувам. Добар ден на сите. Ајде замолам ученичката што спомна да ни ја кажи задачата со која што ќе започнеме денес. Така што и ветив дека ќе разгледаме прва. Ајде, која беше? Дека ни каже. Кој е насловот? Насловот стоеше на сликата. Еве сега ќе ви отворам. Насловот е определување на процент. Ајде, се кој беше со задачата? Јас. Ајде, повели. Пример, 4,42 стотинки. Еве сега момент, душа, момент, да запишам. 4 цели. Ништо не е во ред. 42 Мола? Ништо да се гледа што пишувате. Немам почнато ништо да пишувам, душа. 4 цели и 42 стотинки 42 стотинки во што? во процент. Ајде вака, во процент. Сега, неколку начини можева да се направи. Прво дропката, како што ја читаше, 4 цели и 42... Наставници не се гледат да пишуваат. Не се гледа? Мола? Мола? Чекајте, дали, што гледате вие сега? Од Office 365 сликата. Ајде да видиме вака сега. Добро дечки да видам. Прво, можно да ни кочи тоа што некој го пуштил да се снима. Јас ќе го исклучам снимањето. Да не ни кочи.
Еве ќе го прекинам споделувањето и ќе споделам уште еднаш. Полека, стрпете се. Еве го. Дали сега гледате? Да. Добро. Се ќе биде во ред, полека. Ајде сега. Значи, како што гледате, тука, дропката, за да ја представите во процент. Било која дропка. Најлесен начин ви е дропката ако има именител 100. За таа цел имате цело, 4 цели и 42 стотинки. Значи, можеме да направиме следното. 4 цели и 42 стотинки да ги претвориме од мешан број во неправилна дропка. Тоа е 400, 4 по 100 плюс 42. Тоа е 442 врз 100, или ова е 442%. Е сега, молам? Насловот е определување на процент. Се вратиме на него, се решаваме задача. Е сега, не мора да претворате на овој начин. Дропката 4 цели и 42 стотинки може да се претвори во процент веднаш. 42 стотинки ви е всушност 42%. А секој број се претвораше во проценти ако го множите по 100, значи тоа е 400%. Значи, 4 цели и 42 стотинки всушност е 4 плюс 42 врз 100. Значи 4 ни прават 400%, а 42 врз 100 42%. Значи решението е 442%. Секој број во процент е помножен со 100. Дали ви јасно? Ама најдобро е да има именител стотка. Ако нема, треба да го направите. Например, ако имате, тоа ќе ни треба денес, еве 2 цели и 7 врз 25. Да го претвориме во процент. Сега, првим бидејќи имаме 2 цели, дропката ќе ја запишеме како 2 цели и 75, мислам, и 7 врз 25. Бројот 2 во проценти е 200%, оти го множиме по 100, а 75 врз 25, 7 врз 25, да биде во проценти, треба долу да е стотка. И ќе прошируваме со 4. Е 28 врз 100, а тоа е 28%. Значи решението е, значи 2 цели и 7 врз 25 е 228%. Или можете 2 цели и 7 врз 25 да си го претворите целото во неправилна дропка. 25 останува долу, 2 по 25 плюс 7, тоа е 57 врз 25, па ако прошируваме со 4, ќе добиеме долу 100, а горе ќе добиеме 228. Или тоа е повторно 228%. Дали ви јасно? Да. Ајде сега почнуваме со содржината за денес. Значи денес, како што можевте да видите, имаме определување на процент. Еве сега ќе го селектирам примерот, што ќе го решиме. Текстуални задачи се. Многу е слично на бројки, на дропки. Многу слично е на дропки нешто, на децимални броеви, тоа што го учевме, па ќе видите сега како тоа се прави. Задачата што ќе ја гледаме прва е следна. Минатата недела, Джош било како, на тестот по ментална аритметика имал. Значи, имал 8 од 10 поени. Ова е минатата недела, а оваа недела тој имал 9 од 12. Прашањето е
кога бил подобар? Сега, за да го најдеме одговорот, треба или да користиме дробки, или да користиме децимални броеви, или проценти, па за да споредиме. Најчесто ова сега ќе го правиме со проценти. Ќе видите зашто е најлесно за споредување. При тоа, да запишеме во дробки. 8 од 10 значеше следното. Вкупно биле 10 поени, а тој имал 8. Сега нема потреба да кратиме до нескратлива, ќе го споредуваме како процент. Ако проширам со 10, ќе добијам 80 врз 100, или процентот на успешност на Джош минатата недела бил 80%. А оваа недела имал 12 вкупно поени, ама тој имал освоено 9. Сега, како што ви кажував минатите часови, оваа дробка има именител 12. Ајде првин да ја упростиме. И 12-ката не може да биде стотка лесно како во овој случај. Кога ќе ја кратам себе со 3, ќе добијам дробка 3/4. 12-ката беше разложена како 3 по 4. Внимавајте, заради тројката, ако не може да се скрати, таа дробка ќе беше бесконечна. Но бидејќи сега се скративме со 3, па добивме 3/4. Сега четворката многу лесно стануваше 100, со проширување со 25, а 3 по 25 е 75, или тоа е 75%. Сега задачата се сведе во споредување на проценти. 80 или 75%. Нормално поголем е 80%, значи Джош бил подобар минатата недела кога имал 8 од 10. Имајте, тоа е замката. И покрај тоа што оваа недела имал повеќе точни одговори, неговиот успех е полош затоа што имал повеќе прашања. Некој ќе рече дека не мораше проценти. Да, не мораше проценти. Ако оставевме како дробки 8 десетини и 9 12-тини, ќе моравме првин да ги напишеме во нескратливи дробките. Тоа ќе беше 4 петини во едната недела или во другата недела 3/4. Па задачата ќе ни се сведуваше во споредување на дробките 4 петини и 3/4. А за да споредиме дробки, прво требаше дробките да ги напишеме со исти именители, односно да најдеме НЗС на 4 и на 5, тоа е 20. Значи, првата дробка ќе ја проширувавме со 4, ќе добиевме 16 врз 20, а втората со 5, ќе добивавме 15 врз 20. И сега ќе добиваме дека првата дробка е поголема. Видете колку поедноставно е кога работиме со проценти. Но тоа не значи дека не можеше со дробки. Исто така, може и со децимални броеви. Например, 8 десетини и 3/4 ја дробивме. 3/4 знаевме, учевме дека е 75 стотинки, а 8 десетини е 0,8 или 0,80. Па очигледно дека децималниот број 0,80 стотинки е поголем од 75 стотинки. Ова се сите можни начини како може да се споредат, но ние ќе ги користиме сега процентите. Дали е јасно? Добро, одиме сега на наредна задача. Да. Значи, одиме текстуална задача. Сега ќе броиме полиња за да напишеме процент. Значи, ова ќе е многу лесно. Ама, ќе се обидиме да ја решиме задачата. Значи сега, задачата се состои. Вие бидејќи имате тетрадки дома, претпоставувам дека пишувате, имате во тетрадката квадратчиња. Правите шема 10 по 10, имате 10 квадратчиња хоризонтално, 10 вертикално или 10 по 10 вкупно 100. Значи имаме 10 по 10 вкупно 100 мали квадрати. Сега, ни се вара во задачата. Колкав процент е обоен со розова боја? За да најдете процент, треба да запишите. Првото јас. Долу, вкупниот број, значи сега се 100,
А горе колку се розови, бидејќи се две ленти по 10, одма се гледа дека е 20. И ова во проценти е 20%. Ако го запишеме како децимален број, ќе биде 0,2, а ако го запишеме како дробка, првин ќе ја скратиме нулата, значи ќе делиме со 10, ќе добиеме 2 десетини, ако скратиме со 2, ќе добиеме 1 петина. Ама нас не се бараше процент, значи нас не се бара првиот дел. Да ги направиме со именител 100. Ајде да видиме дали има доброволец. Да видиме за задачата под 2. Со жолта боја колку се? Ајде. Значи кој ќе се кажеш, одма почнуваш. Ајде. Жолта боја има 25 квадратчиња од 100. Значи 25 од 100. Ева кај ќе запишам. Значи 25 од 100. Добро, тоа е колку во проценти? Добро, а колку би било ако го претвориме во децимален број? 0,25. Значи 25, добро, 25. А ако го претвориме како дробка? Да го скратиме. Добро, колку ќе биде? 5 дваестини. Со 5 кратиме, така, 5 дваестини и уште еднаш со 5. 1/4. Така, сега, добро е да научите да ги правите побрзо вредностите, но добро е да знаете како да се снајдете. Како ви кажав, половина е, значи, многу побрзо треба да ги работиме. Едно цело беше 100%. Половина е половина од 100%, 50%. Четвртина, ќе ви кажам како трикови за побрзо. Четвртина е половина од 50 или 25%. Осмина е половина од 25%, тоа е 12,5%. Ајде уште 16, ама нема да ја користиме, тоа е половина од овој број, тоа е 6,25%. А ако ни треба 3/4, само 3 го множиме со 25%, ќе го добиеме 75%. Чи добро е да ги знаете овие основни, за да можеме многу побрзо да работиме. Ќе видите и зошто после. Ајде, кој сака сега за сините? Може јас? Ајде, Јас. ајде, со ред. Ајде, првиот што се јави, за сини. Јас. Ајде, слободно кажувај. 5 по 8. Стефан, ама имаше пред тебе некој, не беше ти наред, после си ти. Добро. Ајде, кој беше? 30 врз 100. Ајде, колку? 40 врз 100. А, 40 се обоени, сигурно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8 по 5, 40. Добро? Или во проценти колку е тоа? 30%. 40%. Одлично. Колку е во децимален број? Во децимален број е 0,40. Добро. Или 0,4. А како Да. дробка? Ќе го скратуваме. Добро. Може со 10 први. Добро. 4 врз 10. Добро. После? Потоа со 2. Добро. 2 врз 5. Одлично. Одлично. Ајде. Значи минатата беше 40, сгрешија. Не е 25, 40 минатата. А не, душо. Жолта боја 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 по 5, 25 има овдека. Чи овдека има 5, и овдека има 5, 5 по 5 се 25. Тие се жолтите. Тамане. Ајде са, Стефан, сега тебе ќе ти искористам, знам дека можеш. Слушаш? Добро. Ајде са, ти ќе ни кажеш како ќе определиме колку не се обоени. Ќе собериме розовите, плавите и жолтите. Добро? И 25 плюс 40. 25% плюс 40 плюс 20. И што е ова што го добивме? 85%
проценти. Ама што е тоа? 85 обојани. Така, обоени. Значи, а колку е целото? Колку се вкупно? 100 минус 85. Така, 100% минус 85% е 25%. Ова е не обоени. 15 се. Ала? 15, извини, да. Ајде са, колку е во децимален број ова 15%? 0,15. Одлично. А како дробка? 15 стотини. Добро. И после ќе одделиме со 5. Добро. Колку е тоа? 3 врз 20. Така? Да. Добро, одлично. Дали е јасно ова? Да. Одиме сега на наредната задача, која што ќе биде слична како оваја, ама сега треба да внимавате, затоа што бројот на квадратчиња нема да биде 100. Внимавајте сега во задачата што ќе ја решаваме е истата како оваја, ама бројот на квадрати не е 100. Мисля, дека се правоаголници, не се квадрати, ама не е битно, тоа воопшто не ни менува. Еве, овдека. Значи, слободно можеш да го исклучиш микрофонот. Дали ви јасно? Ајде се, во оваа задача, разгледајте, ќе ви ја објаснам што гледате. Треба да се определи процентот на розови, жолти и сини, ама сега се 50 на број. Значи сега, од 50, не од 100. Ајде, кој сака сега нареден? За розова боја. Може јас? Нема проблем, ајде. Значи, одиме розова боја, пишувам. Само да окренам погоре за да ги гледате. Ајде. Како ќе да пишем? Мола? 8, 4 и 4, 8. 8 од колку? Така, 8 од 50. Како ќе го запишеме ова? 8,5. Така. Сега, за да го напишеме во процент, што ќе треба направиме? И направо интегрирам 2% заради тоа што се 50. Значи 50. Ама сега, одлично тоа, ама за да го направиме најлесно за процент, долу требаше да биде стотка. Значи, По 2. по 2, ете така. Значи, тоа е 100, а горе е 8 по 2, 16, или во проценти е 16%. Значи, точно да, едно квадратче ќе биде 1 од 50, тоа е твоето размислување, или тоа е 1 врз 50, а ако прошириме со 2, ќе добиеме 2 врз 100 или 2%. Значи, едно квадратче е всушност 2%. Можете па сега да ги обоите, да ги зброите и ќе видиме колку е во ред. Ајде ме жолта, кој сака за жолта? Може јас? Ајде слободно. Од жолта. Жолта. Ајде. 10. 10. Оти се 10 обоени од 50. И колку е во проценти тоа? Тоа ќе го прошириме 50 по 2 100, 10 по 2 20. И добиваме колку? 20. Да, а ако го искористиме предходното дека знаеме дека едно квадратче е 20, имаме 10 квадратчиња и секој е по 2% е 20%. Кога веќе тоа го знаеме. Одлично. Ајде сега ми треба. Ова што е 20%. Го имаме во дробка. Колку е во процент? Во децимален број? 0,2. Добро, или 0,20 е исто. А како дробка? Значи, 20 стотини. или, Кога ќе го скратиме 20. добро, или уште може да се скрати со 2. Една петина.
Ете така. Значи да ви скрена внимание на квизовите што се правени, барем кај мене. Може да ги имате сите 4 дропки, што ги гледате тука. И едната, втората, третата, четвртата. Но точно решение на задачата е 1/5. Оти таа е нескратлива дропка. Дали јасно? Ајде да видиме сината боја. Кој сака за сината? Ајде слободно. Значи сини имаме 12. Момент да запишам. Запишам 12 од 50. Добро. Или тоа запишам како дропка 12 врз 50. Момент одма. 12 врз 50 и потоа? Го множиме по 2. Значи прошируваме. 4 врз 100. Добро. И колку е проценти тоа? 24%. Ајде сега кажеме колку е претворено во децимален број. 0,24. Одлично. А како дропка, нескратлива се разбира. 24 стотини. Не мора од незе да почнеш. Почни од првата. Од првата почни. 12 50, па делено со 2 имаме 6,25. Сега дали? 6 врз 25. Дали може да се скратува уште? Не. Не може. 25 не се крати ни со 2, ни со 3. Тоа е решението. Ти благодарам многу. Ајде да ти искористиме уште за последното. Колкав процент не е обоен? После за другата. Колкав? Ти треба да најдеме колкав процент не е обоен. Така. Ќе ги собериме процентите. Добро. 24 плюс 20. Значи 24% плюс 20% плюс 16%. Што добиваш на овој начин? Колку проценти се обоени? Така, значи ова е обоено 60%. во проценти. 20, 40, 50, одлично, 60%. А како ќе најдеме колку не е обоено? 100 минус 60. Добро. Се извинувам. Аман? 100 минус 60. Е колку? 40%. Одлично. Ај сега кажи колку е процентот во децимален број и во дропка. 0,4 и 0,40. Значи 0,4 или 0,40 стотинки како децимален, а како дропка Ќе дојде 2 петини. 2 петини. Зошто? Значи 40 стотини ќе го скратиме со Ете. 10, добиваме 4 стотини, делимо со 2 ќе дојде. Одлично, одлично. Тоа е и целта, значи колку побрзо го работите ова, ќе станувате вешти. Треба да знаете, знаете дека 1 петина е 20% помножено со 2 е 40. Ама ќе го научиме сето тоа покасно. Дали јасно? Одиме сега на наредната задача. Наредната задача е слична пак. Ева, слично сега нема да боиме. Четвртата задача ќе ја решиме. Ја копирам. Значи сега се резултатите од некој тест по предмети. Мола? Има кахут? Не. Добро. А вчера од сите 60 што беа, кахутот го игравте 33. Ајде вака се. Значи ни треба доброволец за следната задача. Резултатите на неколку тестови. Треба сите да ги запишеме како процент и да определиме по кој предмет е најдобар. Први имаме англиски. Ајде доброволец ни треба. Ајде, само биди погласна, па после вториот што се јави. Англиски душа. Погласно биди, ништо не те слушам. Така, 24 врз 40, после? Бара вика дека не ви слушам. Нама и јас едва ја слушам, затоа бидете тивки, ја слушам јас, Елена ја слушам, ќе ви пренесувам јас. Значи 24 врз 40, после? Значи треба да го претвориме, јас ви кажувам што кажува таа, во дробка со именител 100. Како?
А да скратиш првен со 2, можеш? Што ќе добиеме ако скратиме со 2? Сега не е полесно стотка да го направиш вака? Како? Ете така. А 12 по 5 колку е? И колку е во проценти ова? Ете го. Сега, зошто вака реков? Внимавај. За останатите слушајте. Ако се обидевте директно да го направите 100, немаше да можете. Затоа што четворката помножена по 25 дава 100, ама 40 помножено со 25 ќе даде 1000. Значи ако проширувавме со 25 ќе добиевме 1000. И горе ќе добиевме месечини 600. Да, ако ќе скратеме по 1 нула, ќе добиевме 60 врз 100 или истото. Молам? Може ја за историја? За историја? Ајде за историја. Кога си веќе на линија? Ајде, како? 36 врз 50 Добро. еднакво по 2 Добро, прошируваме со 2 и добиваме добиваме 72 врз колку? врз 100. Добро. И тоа е во проценти колку? 72%. Добро. Сега, а зошто не избра математика, например? Може ја за математика? Ајде, може. Ајде, вториот за спелинг. Ајде, математика како? 63 врз 75. Добро. И сега? Го кратиме со 3 прво. Добро. Добиваме? Тоа ќе биде 21 врз 25. Добро, одлично. После? Потоа го множиме со 4. Одлично. Долу ќе дојде 100, Горе? а горе ќе дојде 84. Или во проценти? 84%. Одлично. Наставниче, може ја за спелинг? Вака, готово. Еден по еден. Ајде за спелинг еден, па после другото. Ајде. Може ја? Полека, дечки, еден по еден. Може ја? Еден по еден, за сите имаме задачи. Ајде. 16 врз 2 Добро. Како? по 5, Прошируваме со 5. А зошто со 5? бидејќи 20 по 5 е 100. Одлично. И 16 по 5 е колку? 80. Така и во проценти е? 80%. Ај сега, во кој предмет е најдобар? А се разбира, бе, дечки, по математика. Математика. Значи, 84% или најдобар на тестот по математика. Ајде сега наредна. Спелинг историја. Добро, одиме сега на наредната задача. Ова ни е рецепт. Ајде шестата задача. Ќе решиме шестата задача. Еве вака. Ќе ви ја прочитам. Во 605 имаме 13 од 25 ученици се женски, а во 603 11 од 20 се женски. Значи во ваквите текстуални задачи. Во кој одделение процентот на женски е поголем и за колку? Значи вака се. Во вакви случаи секогаш пишувате тоа што ви е дадено. 605 одделение. Овде кај ќе пишам второто одделение 603. Значи, имаме 13 од 25 се женски. А во второто 11 од 20 се женски. Прашање од мене до вас. Колку има машки во првото одделение?
Еве, женски. 12. Молам? 12. Па 12 бе, дечки. 13 се женски, 12 се машки. Во второто оделение, женски. 9. Така. И сега одма напишавме размер. Во подсетувам на тоа што го имав учено. Женски спрема машки, 11 спрема 12 и 11 спрема 9. Но ни треба проценти. Ајде да видиме. Првиот дел, 13 од 25. Ајде, кој сака? Тие што се јававте. Колку е во процент? Ајде, слободно. Тој што немаше 13? Слушам. 25. Добро. Треба да го проширим. Со колку? До 4. Добро. За 4. И добивам? 25 по 4 е еднакво на 100. Добро. И 13 по 4 е еднакво на 52. И колку е во проценти? Еднакво на 52%. Значи, може, Јана одма. Ајде сега, да искористам Деа. Не се исклучувај. А колку проценти одма се машки? Машки се Веднаш. Како ќе најдеме? 8. Зошто? Бидејќи 100% Се целото оделение. Така, машки по женски мора да дадат 100%. Одлично. Ајде, Јана, мислам беше за другото оделение. Така, Јана беше ти? Ајде, кој сака? Ајде првиот што се јави, ајде. Да не се расправаме. Првиот. Вака, дечки. Абе, сите може, ако имаме време. Еден по еден. Значи, тој што ќе се јави, нека не се јавува повеќе, нека да ставиме место на друг. Ајде, 603 првиот што се јави. Ајде. 11, 21, Добро. Ќе го помножиме со 5, тоест го прошируваме. Треба да правиме поголемо. Ќе дојде? Тоа ќе дојде 55 врз 100. 55 врз 100 или тоа е 55%. 55%. Колку се момчиња во оделението? 45. Така, за да дополниме до 100. Задачата ни се бараше во кој оделение има повеќе женски. Па се разбира, едното има 52, другото има 55. Значи, во 603 има повеќе женски, за колку повеќе проценти? Значи, за 3, сега тука многу често за 3% повеќе, но внимавајте. Одека може да стане забуна во овие 3%, затоа што двете оделени имаат различен број ученици. Едното ученици има 20, другото има 25. Значи, кој ќе споредувате, најдобар начин да споредите на овој начин е со процент, затоа што 3% од 25 и 3% од 20 не е исто. Затоа ќе зборуваме наредните часови. Дали е јасно тоа? Да, значи, Молам? Наставничек Барбара објасниле предходната задача. На Барбара, добро, после нека остане ќе ја објасна. Ајде, значи, повели? да завршуваме. Па би требало да завршиме уште една задача, има најмногу две. Завршуваме за 5 до 10 минути. А што имате, секој што може, што треба да оди некаде, нека оди слободно. Значи, кај мене во училиштето знаат дека јас имам во тој период час и никој нема закажано друг час. Значи, слободно може да одите и ќе го гледате видеото. Значи, следната задача е прикажано е како учениците во едно училиште пристигнуваат на училиште. Автобус 24, автомобил 132, пеш 72, велосипед 12 ученици. Колку ученици учествувале во анкетата? Како ќе најдеме колку вкупно ученици биле прашани? Така, готово. Значи, овде кај ќе ги соберам, таман ми е нацртано.
4, 2, 6 и 2, 8 и 2, 10. 0, 1. 3, 3, 6 и 1, 7 и 7, 14. 4, 1, 2. Проверете да не сгреши случајно. Ало. Значи, мислам дека е во ред. 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 12, 13, 14, 240. Значи, 240 ученици биле прашани. Сега, секој од одговорите треба да го напишеме во процент. Ајде да видиме со ред. Кој сака сега за првата задача? Значи, тој што сака, слободно нека се пријави и почнуваме. Има некој? Или јас да барам? Ма јас ќе барам што нема доброволец. Оти ги гледам имињата од сите. Баш ме интересира. Ана дали може да зборува? Велеска. Ти не знам, ако не ја прашам, никогаш нема да каже ништо. Браво, знам дека можеш, ама затоа те прашувам. Ајде. Треба да најдеме колку проценти е автобусот. Како ќе почнеме? Значи исто како што досега го прави. 24 не врсток. 24 од колку ученици? Колку беа сите? Ајде така. Значи 24 од 240 од сите. Е сега го правиме како дропка. 24 врз 240. И сега што правиме? Добро, ако можеме. А сега со што можеме веднаш да се скрати? Одма се гледа. Со што? Дали можеш со 24 директно? Колку ќе добиеш? 24 делено со 24 е 1, а 240 со 24 е колку? 1 врз 10. Е, сега е многу лесно за до 100. Како? Ќе добиеме 10 стотинки или колку е тоа во проценти? Тешко беше. Сега можеш автомобил сама. Дали можеш автомобил сама сега? Ајде. 132 од колку? Добро. Сега? 132, вака. Значи, кога зборуваш не знаеш, дали можеш да го направиш до 100. Разбираш? Значи ти почнуваш да скратуваш се додека не добиеш нешто што е многу лесно. Ти 240 не знам баш дали може директно 100. Ќе скратиме со што на почеток? Со 2. Ќе добиеме колку? Добро, а долу? Добро. Ајде сега со што ќе кратиш? Добро, може. Ќе добиеме колку? Добро. Сега со колку? Добро. Добиеме колку? 11 врз? Ете така. А сега? Со 5. Оти 20 по 5 е 100. Така? Или колку е во проценти? Одлично, ти благодармете, не беше тешко. Кој сака за пеши за велосипед? Ајде тој што се јави првиот. Првиот што се јави. Првиот. Стефан, ти си помина наред. Ајде првиот што се јави. Пеш. 72 врз 240. Сега тоа како е? Ќе кратим. Со колку? Со 2. Добро, и ќе добиеме? Добиваме само минутка. Ајде, колку што треба? Минутка, 2, 3, 5.
36 врз 120. така. Сега наредно Уште еднаш. со колку? 102. Добро. 102. Ам, 18. Добро. Врз. 6. Добро. Наредно. Со 2. Добро, со 2. Добиваме. 9. 30. Добро. Наредно. Кратиме со 3. Добро. И добиваме. 3. 10. Добро. И сега? Сега ќе прошириме со 10. Добро. И добиеме 30 стотини и тоа е еднакво на 30%. Во ред, ти благодарам. Ајде наредниот за велосипед. Може јас? Може и оти да не може. Ајде. Ајде. Значи одиме со велосипед. Значи велосипед. Колку е тоа? 12 Врз 240. врз 240. Добро. Сега ќе го делиме со 2. Добро. Сега, значи можеме истата постапка, ама дали можеме директно сега да видиме со што? Ајде, додели па ја ќе кажем пократко. Ајде. Ќе добиеме колку? 620. 6 врз 120. Пак ќе го делиме со 2. Добро. Тогаш ќе дојде 3,66. Добро. И сега со 3 ќе го делиме. Добро. Сега ќе дојде 1,20. И сега? Сега што треба да направиме? Как? Треба да Долу што треба да имаш? Кој број требаше да го имаш долу за да добиевме процент? Овдека долу. 100. 100. Па за да добиеме 100. По колку ќе ја прошируваш дропката? По колку? 220 По 5. по 5. Значи, а 1 по 5 колку е? 5. 5. Одлично. И решението колку е проценти? 5%. 5%. Готово. Са, на крајот имаме уште една задача и денес завршуваме. Еве сега, малку интересно со калории, сите сме сега дома. Значи, ова не е последната планирана задача за денес. Може би повеќе време потрошивме, но верувајте ќе ни се исплати во наредните часови, ќе ни се врати многократно, што овие операции за проценти многу се битни. Ајде, текстот на задачата е следно. Едно оделение учеле за здраво јадење. Ним им било кажано дека тие треба да јадат околу 2000 калории дневно. Учениците преброиле по колку калории имаат храните што тие ги сакаат. Еве ги резултатите. Чипсот имал 200 калории, лименка со Кока-кола 250, чаша сок од портокал 80, а јогурт од јаготка 160. Треба да се напишат процентите од нивните дневни потреби за калории за секоја од храната. Повторувам. Дневната потреба е 2000. А во продолжение ни се дадени јадењата. Одиме сега за првото. Тоа е најлесно. Значи чипсот е 200 од 2000. Значи тоа е 200 врз 2000, кој ќе ги скратиме двете нули, тоа е 2 врз 20, кој ќе делиме со 2, 1/10 или 10 стотинки или 10%. Ајде вие, сега ова беше најлесното. Ајде да видиме вие останатото. Кој сака? Може, размисли. 250 од 2000.
Момент, да запишем тоа што го кажуваш, да не ти биде залудно. 2 секунди само. Значи, Интернет ќе се исклучи, после гледам на YouTube видео. добро, завршуваме сега. 250 од 2000. Така, тоа беше 250 врз 2000. Сега, Кратиме 0, кратиме на значи тоа делиме со 10, кратењето со 0. 25 врз. 200. Добро. Сега. Тука има една замка сега. Внимавај. Ќе те прекинам. 200. Треба да ја добиеш стотка, да не се збуниш со решението. Како 200 можеш да го направиш да биде 100? Делено на 2. Така. Намерно ти спомнав затоа што кога ќе го делиш 25 со 2, нема да ти дојде цел број. На тоа не е грешно, точно е. Колку е 25 делено со 2? Наполу 25 колку е? Мола? 12,5. Така. Значи решението е 12,5%. Или 25 половини проценти. Или 12,1 половина проценти. Било кој од овие проценти е точното решение. Ајде да видиме сега. Значи ова беше Кока-кола, сега сокот. Кој сака за сокот? Ајде, првиот што се јави 80 врз колку? 80 врз 2000. Значи ова е 80, не е 0. 80 врз 2000. И сега како? Значи тоа делиме со 10. 8 врз 200. Сега? Потоа делиме со да делиме со 2. Така. Долу е 100, а горе? 4. Колку е проценти тоа? 4%. Така. Значи чашата од сок 4% од дневните потреби за калории ги задоволува. За сега најмногу ни треба за Кока-колата. И уште, јогуртот? Може јас? Ајде. 100, ајде, уште ова значи завршуваме. 160 од? Од 2000. Така. Што правиме? 10. Делиме со 10. Добиваме? Скратуваме нулите. Добро. 16 врз 200. Сега? Го делиме со 2. Добро. И добиваме? 8 врз 100. Или тоа е? 8%. 8%. Сега, последново не ни мораше да го пресметуваш, можеше да кажеш директно решението, затоа што забележи дека 80 до 160 се стасува множено по 2. Па за резултатот што беше за 80 4%, еве овдека, ако го помножеше со 2 ќе го добиеш истото решение. Но за овие техники, утре, не утре, понеделник, утре ќе одморите, и благодарам за вниманието, па се гледаме понеделник во истото место, во истото време. До гледање. Гледање.